Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во организација на Сојузот на борци денеска во Тетово беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Волонтери од Црвениот крст реновираа простории на детското оделение во Тетовската болница. Вчера во Тетово свечено беше отворена новата канцеларија на Македонско-хрватското друштво. Просторот е збогатен со изложбен салон и библиотека. Во организација на Сојузот на борци денеска во Тетово беше одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Со интонирање на македонската химна и полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата, денес во Тетово беше пригодно одбележан 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Председателот на Сојузот на борци Јоцко Димитриевски во својот говор пред присутните истакна дека Втората светска војна, во која беше победен фашизмот, е пресудна и за македонскиот народ, кој пред војната беше национално обесправен и угнетуван од соседите, за на крајот да создаде своја национална држава. Фашизмот во светот беше поразен. Токму на овој денешен ден, далечната 1945 година во Берлин, во главниот штаб на советската армија беше подпишана безусловна и конечна капитулација на вооружените сили на Третиот рајх. На денешен ден беше поразено и победено најголемото зло на човештвото, нацизмот. Денес, кој по многу нешта ден не попоменува и обврзува нас и нашите идни генерации, да не заборавиме и никогаш повеќе да не се повтори најмрачната страница од историјата на човештвото. Се прашуваме, ако фашизмот беше поразен со капитулација на Италија во септември 1943 година, а нацизмот во Германија дури на 9 мај 1945 година, зошто во светот 9 мај не го одбележуваме како ден на победата над нацизмот? Денес живееме во 21 век. Иако сеќавањата од Втората светска војна се уште свежи во меморијата на живите борци, сепак во светот постојат воени жаришта и конфликти, кои за миг можат да прераснат во нова светска војна. Зарем опомената и жртвите од Втората светска војна толку брзо ги заборавија новите генерации, кои управуваат со голема воена техника и машинерија, која може да ја уништи дури и целата планета. Дали ќе преовладува разумот и хуманоста на човештвото, или пак ќе се најдат вжештени глави, чија желба е себе промовирање и амбиции за себе докажување. Да се надеваме дека ќе победи разумот во 21. век. Денес славиме уште еден празник, денот на Европа. Обединувањето на Европа беше сон на малкумина. Стана надеж за многумина, а се чини денес е потреба за сите. Нашата држава уште го сонува овој сон. Заложбите што беа направени како да не допреат до релевантните фактори на Европската Унија. Но надежта последна умира. Почит на загинатите во народно-ослободителната и антифашистичка војна им беше оддадена со едноминутно молчење, а букети цвеќиња положија делегации на Сојузот на борци, општина Тетово, армијата, представници на политички партии, здруженија на граѓани и организации и ученици. Волонтери во проект за хумани вредности при Црвениот крст реновираа простории на детското оделение во Тетовската болница. Собите добија нов изглед, но и дел од потребната опрема. Осумина средношколци од медицинското и од економското училиште во Тетово, кои се волонтери во Црвениот крст, собираа пари и бојадиса неколку простории во детското оделение во клиничката болница во Тетово, обезбедија постелнина за креветите, инхалатори и ваги.
Спроведувајќи ја програмата промоција на хумани вредности, тие прво направиле истражување за проблемите со кои се среќава Тетовската болница. Откако го лоцирале детското оделение како простор на кој му треба реновирање, спровеле неколку акции за собирање парични средства со кои ја набавиле потребната опрема. ПХВ проектите се проекти што се одржуваат секоја година, више 20 години у Република Македонија на национален контекст. У сите градови има деца што работат на вакви проекти. Денеска сме во болница Тетово, педиатрија. Ова група се одлучи нивната донација од нивниот проект да ја фокусира тука, ради децава, ради тоа како што изгледаше овој репарт и да прават промени. Не е да прават промени само во нивното секојдневние, туку да прават промени и да изгледа све како што треба и тука. Бојадисани се трите соби, детските соби, како што се гледат, нови пердуви, постелини све нови, бојадисани се одниците, собата за чекање, извинете, амбулантата, собата за ехо и таму све сменето, донесени се стикери со лица, омилените лица на децата, донесени се 5 инхалатори и 2 ваги, една голема и една за бебиња. Свето тоа е направено со раците на овие деца. Овие си сработеа неколку работилници у град, одржа некој замислен кафич, да кажеме, таму све направија сами. Потоа има една кино најд за прв пат во Тетово, неколку работилници со сликање и све што се собра ја донира тука. Во Тетово преку програмата ПХВ се вклучени 30 средношколци кои следат настава на македонски и албански јазик. Тие се поделени во 4 групи кои имаат посебна задача. Јас како дисеминатор само сум нивна поддршка. Они одлучуваат што сака да направат. По завршувањето на обуката се сретнуваат со секретарот, им дава насоки, потоа они да кажеме една недела посетуваат болници, семејства и потоа се одлучуваат кај сакат да ја фокусират нивната идеја. Едната група помага у реновирање куќа, едната група купи 2 апарати за оксиџен, ги деливме на оштетени семејства, оние што боледуваат од некоја болест што се вика лопус, и едната група е кај дневниот центар со деца со посебни потреби и едната група е фокусирана тука. Каква е свеста кај младите сега за да бидат хумани? 30 деца. Видете, ја понекогаш како учител ја загубам верата во тоа, од тоа што гледам денеска, ама со ова група, со овие деца, со овие млади, мислам дека има убави нешта кај нив. Хуманизмот е на големо ниво. Во саботата една од групите почна акција за собирање на средства за помош на повеќе члено семејство со социјален ризик од Сиричино. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес се одржа саем на кариера, на кој студентите имаа можност одблиску да се запознаат со 50 компании, потенцијални работодавци од Македонија и од регионот. Почитувани присутни во ова традиционална манифестација која е обичаено веќе повеќе од 17-18 години откако е етаблиран Центарот за кариера во Универзитетот на Југоисточна Европа, ние секоја година одржуваме вакви средби во тој триаголник, за да ги сретнеме и доведеме во исто едно место, преди се тие што бараат работа, апликанти и не само работа, туку и практична настава, интерншип, од друга страна работодавачите, тоест компаниите кои што се на најважниот агол во овој триаголник, и од трета страна се разбира и академијата, но и општествениот сектор во овој дел. Од конференцијата за врсничко насилство оценуваат дека со адолесцентите мора постојано да се работи и да се следи нивниот развој, афинитети, но и проблеми, кои треба навреме без страф да ги пријавуваат. Адолесценцијата ви е период кога се бунтуваат, сакаат да се бунтуваат против авторитетите и кога ќе им забраните нешто, токму го прават, нели,
спротивното да ви докажат дека можат и покрај вашата забрана дека можат да ја заобиколат. TikTok и социјалните мрежи предизвикуваат сериозна штета од аспект на тоа како се користат и за кои цели се користат и што се таму им е достапно на децата и на младите. Така што забраната краткорочно веројатно ќе даде некаков ефект, меѓутоа дури да се решат властите на таков чекор. Не можеме да направиме само тоа и да останеме на тој чекор да речеме добро сега го решивме проблемот. Не, нема да го решиме проблемот. Затоа што ќе најдат некоја друга социјална мрежа. Ќе најдат друг начин како да пристапат ако веќе сакаат. Значи снаодливи се, прилично се снаодливи. Ако веќе се забранува, што може краткорочно да даде добар резултат, веднаш паралелно се работи на тоа да разберат, значи мора многу да се објаснува. И тоа бара време, и тоа бара вложување, и бара енергија, трпение, значи, ама мора да се разговара, мора да се објаснува, мора да им биде јасно зошто не е во ред да имитираат модели кои се насилни. И исто така треба да се знаат, да се имаат предвид развојните карактеристиките на возрастниот период за кој зборуваме. Затоа што некогаш ако земете дека го земете предвид само аспектот дека личноста им се развива, дека им се гради, дека мозокот им се развива, дека на 10-12 години нив им е страшно важно да добијат социјална потврда, социјална награда. И тоа се тие колку пати некој лајкнал на тоа што го постирале. Тоа е таа потреба од внимание. Доста од констатации ќе одиме со конкретни предлози со кои треба да се постигне национален консензус за извозот, порача денеска председателот на Стопанската комора на Северна Македонија Бранко Азески и председател на Националниот совет за извоз. Само 5% од македонските компании извезуваат, што е поразителна бројка и од која што треба да почнеме да работиме и тој процент да го зголемуваме. Тоа е првата и основна задача на Националниот совет за извоз, која што треба да ја промени актуелната ситуација. Втората бројка е дека многу мал број на компании во нашата држава се вклучени во ланците за снабдување на странските инвеститори и тоа е одамнешна наша активност која што треба да добие на интензитет во натамошниот период, затоа што ако не ја постигнеме таа цел, не сме постигнале ни целта со привлекувањето на странските компании да дојдат на наша територија, бидејќи таа цел е да ја пренесат технологијата, да обучат кадар тука, кој што ќе остане трајно и ќе создаде структура за нашето работење. Од тие приоритети во наредниот период за кој што зборувам, кој што морат да се клучен и единствен е да ние постигнеме договор сите важни чинители на градењето на економските политики околу економијата како врвен приоритет во наредните 10 години, како подршка на извозот во наредните 10 години како клучна компонента на економскиот развој и на регионалната соработка, бидејќи јасно ни е на сите дека без таа регионална соработка ние сме мали и не можеме ништо повеќе да направиме. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетова. Вчера во претходна постапка Основниот суд Гостивар му определил мерка притвор од 30 дена на 29-годишникот гостиварски градец. Тој се сомничи дека извршил разбојништво во спортска обложувалница во градец и заканувајќи им се состар предмет на вработените. Им одзел пари, а оштетил и дел од инвентарот во внатрешноста на објектот. Набргу потоа лишен од слобода од полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар и задржан е во полициската станица Гостивар. При лишувањето пронајдени му се одземените пари од обложувалницата. Тој ќе биде спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје за издржување на мерката. Вчера во 13 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово
привеле 38 годишен гостиварец, кој непосредно пред тоа бил пријавен од 49 годишник исто така од Гостивар, дека на улица Јна физички го нападнал поради недоразбирања околу паркирање на неговото возило. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. 49 годишен гостиварец вчера во 15 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот на улица Гоце Делчо во Гостивар физички бил нападнат од АХ, од гостиварско чајле, со кого подолго време имале нарушени односи, пошто во физичката пресметка се вклучил и синот на пријавителот. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 16 часот и 45 минути лишиле од слобода 51 годишник од Гостиварско село, кој во 13 часот и 15 минути бил пријавен од неговата 40 годишна невенчана сопруга, со која живееле заедно, дека подолго време ја допирал по телото нејзината малолетна ќерка од првиот брак. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 51 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар бил каснат од куче скитник. Вчера вечер во 21 часот и 30 минути во полициска станица се пријавил 35 годишник од Тетовско Теново, кој еден час пред тоа бил пријавен од неговиот 50 годишен соселанец, дека пред семејната куќа физички го нападнал. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во Тетово свечено беше отворена новата канцеларија на Македонско-хрватското друштво. Новиот деловен простор збогатен е со изложбен салон и библиотека, чиј книжевен фонд брои повеќе од 400 книги. На отварањето присуствуваа многу гости, меѓу кои хрватската амбасадорка и хрватскиот државен секретар задолжен за дијаспора. Македонско-хрватското друштво својата работа ја продолжува во нова канцеларија која што вчера свечено беше отворена во Тетово. На отворањето на новиот деловен простор, како специјални гости присуствуваа хрватската амбасадорка во Македонија Ниве Стигањ, хрватскиот државен секретар задолжен за дијаспора Звонко Милас, како и заменик министерката за надворешни работи Фатмире Исаку. Тие на средбата со представниците на Македонско-хрватското друштво имаа можност одблиску да се запознаат со работата на друштвото преку презентација на дигиталниот архив на хрватите во Македонија и информативната веб платформа kroatika.mk. Изражавам задоволство због отварања ових простора, jer за све оно што желимо радити, што желимо упражњавати, а рекао бих да нам je svima zajednički cilj čuvanje našeg identiteta, svih onih vrijednosti po kojima se prepoznajemo pripadnicima hrvatskog naroda, za to nam je potrebna dom, potrebna nam je kuća i zato ovaj prostor ima veliku vrijednost. Osim toga, počeci ovih prostora kroz, rekao bih, ustanovljavanje knjižnice su izvrsna stvar. Nadam se da će doprinijeti tome da će mladi biti ovdje prisutni, da će imati koristi od ove knjižnice. Ako se ne varam, tu je nekakav fond za početak od 400 knjiga i mi ćemo vam kao Središnji državni ured sigurno doprinijeti jačanju, odnosno proširenju ne samo vaših aktivnosti, nego knjižnice i svega onog što će doprinijeti, rekao bih, vašem okupljanju, vašem angažmanu u svim aktivnostima koje ćete poduzimati kako bi bili što povezaniji sa Republikom Hrvatskom. Zahvaljujem veleposlanstvu i veleposlanici Nija Stiganj na svemu što radi, što čini zajedno s vama i Središnji državni ured koji je inače središnje državno tijelo Republike Hrvatske nadležno za pitanja i skrb o Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, bit će vam i dalje siguran i pouzdan partner u svim aktivnostima, u svemu onom što činite kako bi ostali ono što jeste, kako bi ostali Hrvati bez obzira na teškoće, bez obzira na asimilaciju. Čuli ste i zamjenicu ministra, rekao bih da prijateljska Republika Sjeverna Makedonija čini pomake koji idu u korist onoga što vi pokušavate ostvariti, što pokušate sačuvati, tako da važno je da svi zajedno učinimo sve ono što možemo kako bi Hrvati u Makedoniji ostali ono što su uvijek bili, pripadnici hrvatskog naroda i lojalni
građani i žitelji Republike Sjeverne Makedonije. Работниот простор збогатен е со изложбен салон во кој беа поставени слики од последната изложба Хрватска низ времето, која ја организираше Македонско-хрватското друштво во соработка со учениците од ликовната школа на уметникот Славчо Максимовски, како и библиотека чиј книжевен фонд надминува 400 книги. Големиот избор на книги различни жанровски ќе им биде на располагање на членовите, велат од МХД. Македонско-хрватското друштво е познато по низа активности во духот на негувањето на македонско-хрватските односи. Во блиска иднина пак, како што најавуваат од друштвото, се очекува издавање на монографија посветена на хрватскиот придонес кон Тетово и хрватите во Тетово и Тетовскиот крај. Од вчера вечер во Центарот за култура Илјантевски смок во Тетово поставена изложба на делата од меѓународната колонија Карпино. Во фоајето на Центарот поставени се 25 дела на 13 уметници од земјава и светот. Изложбата ќе биде отворена до 11 мај. Се работи за 20-та поред ликовна колонија Куманово, Карпино, која што се работеше минатото лето во комплекс Етно село Тимчевски. Се работи за 25 продукции, значи за 25 дела оставени од уметниците. Имавме уметници од Македонија, од Србија, од Америка. Се работеше техника акрил на платно, колажна техника и некое платно имавме масло, нели, во маслена техника. Се дружеа уметниците, добро промина се и еве ја прогласувам оваа изложба за отворена тука во Тетово. И прв пат сме тука во Тетово. Кои градови досега сте ги посетиле? Значи, бевме во Кочани, бевме во Крива Паланка, бевме во Неготино, бевме во Виница, исто така во Македонска Каменица, во мислам дека беше и Пехчево, така да тука сме прв пат и големо задоволство ни е што сме тука. Се работи за мултимедијален центар Карпино. Еве, јас сум оваа година, прва година да кажем, уметнички директор. Пред тоа, значи, теретот за организирање, за спроведување на оваа изложба го имаше мојот колега. Успешно, значи, сиве овие години, така да сме имале уметници од секаде скоро, од цела Македонија, од Србија, од Босна, од Хрватска, се дружиме и тоа е некако најбитно. Да, Португалија, Полска. Освен што сум домаќин, односно кустос во Центарот за култура Илјантевски смок од Тетово, исто така бев и учесник на оваа ликовна колонија. И баш ми е драго што значи оваа изложба беше низ многу градови низ државата, а последната изложба кај нас во Тетово се одржа баш вечер.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.